Зајакнување на можностите за вработување и на вештините, модернизација на образованието, како и можност за стекнување на работно искуство во странство, ова се само дел од можностите што ги нуди Еразмус Плюс програмата. А караванот на Еразмус Плюс во следните 2 месеци ќе одржи инфоденови во повеќе градови низ земјава со цел младите да се информираат околу програмата. А деталите околу Еразмус Плюс ги дознаваме во разговорот со нашиот денешен гостин во овој дневник на Канал 5, господинот Дарко Димитров, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Најнапред, добро вечер и добро дојдовте во вестите на Канал 5 и еве на почетокот за каква програма всушност станува збор и какви можности нуди. Добро вечер и на вас. Станува збор за програмата Еразмус Плюс, која што е всушност представува најзначајната и најголемата водечка програма од областа на образованието, обуката и младите на Европската комисија, која се имплементира во сите земји на Европската унија, а воедно се имплементира и во Република Македонија. Всушност станува збор за програма која што нуди голем број на можности за младите луѓе, пред се за младите луѓе, но и за сите луѓе без разлика на нивната возраст, кои што се вклучени во процесот на образование и кои што се вклучени во процесот на барање на работа. Така, на кој начин ќе можат младите да ги искористат можностите или со други зборови кои ќе бидат критериумите за учество во програмата? Оваа година во Република Македонија важат европските критериуми, имајќи во предвид дека станува збор Република Македонија е целосна учесничка во програмата Еразмус Плюс, односно сите опции кои што се отворени за граѓаните на Република Македонија во Еразмус Плюс, истите тие опции се отворени и за граѓаните на било која друга европска земја во оваа програма. Станува збор за аплицирање кое што е на база на компетитивност, тоест се аплицира во Националната агенција за одредени програми и сегменти. Тие сегменти се поделени во однос на типот на образование или пак на активности кои што сакаат младите да ги спроведуваат, па така имаме мобилност на студенти, тоест стипендии кои што може да ги користат студентите за студирање во различни земји, така и обука и вмрежување, младински размени, европски волонтерски сервиси, така натаму. Исто така морам да напоменам дека оваа програма покрај младите ги опфаќа и сите други кои што на некој начин парципираат во образованието, па тука постојат исто така и стажирања, постојат и мобилност за наставен кадар, односно за професори, наставници од училиштата, од градинките, од компаниите и така натаму. Така, еве моето следно прашање, на кој начин Еразмус Плюс програмата, односно учеството во оваа програма ќе придонесе за подобрување на работната сила во земјава? Така, програмата Еразмус Плюс се води од приоритетите кои што се поставени во стратегијата на Европа 2020, но како најбитна алка во оваа стратегија и во стратегијата во последниве 2 години на самата програма е всушност вработливоста на младите луѓе, односно зголемување на компетенциите за вработливост на младите луѓе, односно преместување на оној гап кој што го има помеѓу образовниот систем и пазарот на трудот. Така, и еве уште едно прашање за крај, колку младите се конкурентни сега во однос на европските стандарди и колкава беше заинтересираноста за учество во програмата досега? Морам да признаам дека Република Македонија значително напредна во овој поглед во последните 2 години, така што во 2015 година имавме добиено 310 апликации, од кои што успеавме 65 да грантираме, со износ кој што е релативно голем во однос на популацијата на Република Македонија, така што очекуваме до крајот на 2015 година околу 95% искористеност на буџетот кој што беше 4 милиони и 84 илјади евра за Република Македонија, што во превод значи дека ние веќе се фокусираме повеќе на квалитет отколку на квантитет во однос на овие апликации. Господине Димитров, јас ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Исто така ви благодарам. Ете, тоа би било се во однос на оваа тема. Ги слушнавме информациите. Караванот на Еразмус Плюс програмата почнува во вторник. Првиот град што ќе го посети ќе биде Кавадарци, за потоа да продолжи во останатите градови низ земјава.